Присутните во големата сала на Македонската филхармонија со громогласен аплауз ја поздравија презентацијата на познатиот кардиолог доктор Сашко Кедев, која не беше врзана со неговите научни дострели во медицината, туку со сосема нешто друго. Имено можеби многумина и не знаат дека тој е страстен искачувач на високите планински врвови, кој со своите потфати обезбеди место меѓу светските познати представници во овој опасен спорт. Зарем е мала работата да се искачиш на највисокиот врв во светот Монт Еверест 8848 метри или пак за еден кус временски период не подолго од една година да се искачиш на 4 врвови на Хималаите кои се бројуваат меѓу 14 највисоки во светот и се наоѓаат на надморска височина од преку 8000 метри. Токму тие кажувања за своите доживувања подкрепени со оригинални фотографии таму каде што условите го дозволуваа и со видео снимки, предизвикаа воздишки и воодушевување кај сите оние што ја следеа неговата презентација одржана на 13 декември годинава во Скопје. Најубаво ќе биде сега да ве препуштам на Сашко Кедев, кој на еден интересен и нему својствен начин ќе ви го долови амбиентот од искачувањето на највисоките светски врвови. Почитувани пријатели, голема чест и задоволство ми причинува можноста да ве поздравам вечерва, да ви благодарам за вашето присуство и секако за вашето време, бидејќи времето е се што имаме, времето е живот. На крајот на криштата не е важно колку ни останува од нашето време, важно е што ќе направиме со тоа време што ни останува. Сите сме во континуирана потрага по смислата на животот и ја бараме смислата на животот и вистината како прв принцип. Бидејќи во нашето секојдневие ние сме преокупирани со вториот принцип. Со наука, филозофија, политика, музика, спорт, религија, сето е втор принцип. Суштината е вистината, која што представува првиот принцип во животот. И сите ние ја бараме вистината, меѓутоа кога ќе ја најдеме вистината, сваќаме дека не можеме да го избегнеме страдањето, бидејќи страдањето е вистината. И тоа е опишано скоро во сите религии, кои што ја пренесуват и се обидуваат да ни ја пренесат вистината. Јас ќе се обидам вечерва да споделам со вас фрагменти од мојот животен пат на пронаоѓање на вистината. Пред 3 години пред пандемијата имавме една вака слична средба. Голем дел од вас беа присутни, меѓутоа има некои што не беа присутни. Тогаш зборевме за моите авантури на 7 највисоки врвови на сите континенти. За тие што не беа сосема на кратко, можам да споделам дека тогаш презентиравме за највисокиот искачувањето на највисокиот врв на Јужна Америка Конкагва, највисокиот врв на Северна Америка Денали, највисокиот врв на Африка го качивме со Ганка заедно 2008 година. Највисокиот врв на Европа е Елбрус, кој што се наоѓа во Кавказ, Русија. Највисокиот врв од дното на светот, Антарктика, е планината Винсон. И еден многу автентичен врв, кој што се смета за највисок во австрало-азискиот континент, а тоа е Карстенс пирамид. И тој се наоѓа на островото Западна Папуа.
И тоа беше една моја конекција со Индонезија. После ово искачување добив покана и станав почесен конзул на таа фасцинантна земја, која што има над 260 милиони жители. И ова се тие сегменти од искачувањето на Карстенс пирамид. А ова е приказот на мојот шатор таму, кај што во самотијата, во осаменоста, имаме најголема можност да се сватиме себе и да погледнеме внатре во себе и да ја сватиме вистината и да ја најдеме вистината. И затоа не треба никој да се плаши од самотијата, бидејќи во самотијата имаме најголема можност сами да погледнеме внатре во себе и да ја најдеме вистината. И секако едно од до тогаш моите најфасцинантни искуства беше на Матерхорн. Најпрво од 2007 година со Јови и со Надир имавме една невидена ситуација да останавме да стигнавме само до 4800 метри некаде под Матерхорн, значи не се качевме до врвот, и тука некаде останавме 36 часа на отворено, без соодветна опрема, во тешко невреме, снежна бура. Меѓутоа, во невреме и во тешкотија имаме можност за раст. Тој неуспех за мене е можеби едно од најпозитивните искуства во животот. Бидејќи во животот најмногу учиме од неуспехот. Успехот не учи ништо. Успехот може да не раскомоти и да влеземе во комфортна зона, да си бидеме среќни со себе, меѓутоа неуспехот, ако успееме добро да погледнеме во него, може многу да не научи во животот. Повеќе од 80% од луѓето, а мислам дека во Македонија тој процент е најверојатно повисок, живеат во зоната на комфорт, раскомотени и не превземаат никаков ризик во животот. Понекогаш излегуваат од зоната на комфорт и легуваат во непријатната зона на страф, која што не ограничува да го дадеме нашиот максимум. Меѓутоа, скокот во непознатото, прифаќањето на ризик и живењето на некој начин опасно, прифаќање на ризик, е единствениот пат за личен раст. Ако останеме во зоната на комфортот, нема да сметаме на значителен личен раст, меѓутоа тука секој треба да го детектира и да си го ограничи своето ниво на живење ризично и прифаќање на прифатлив ризик. Секој има индивидуално ниво на прифатлив ризик. Меѓутоа, растот се случува надвор од комфортната зона. Меѓутоа, дали ќе бидеме среќни или несреќни, зависи од нас. Дали ќе бидеме под стрес или ќе живееме во благосостојба, зависи од нас, бидејќи ние имаме се што ни треба. И ние сме совршени сите, бидејќи ние сме дел од една голема целина. Само ни треба поголемо ниво на свесност, бидејќи кога ќе ја развиеме нашата способност да го покачиме нивото на свесност, ќе сватиме дека не ни фали ништо. Имаме се што ни треба. И во секоја непријатна ситуација, која што навидум може би изгледа неповолна, има скриено добро. Никогаш не е ништо лошо. И затоа, дали ќе бидеме под стрес или благосостојба, зависи самите нас. И дел од ова искуство на 7 врвови не е целосно без највисокиот врв на земјата, или Чомолунгма, како што викаат во Кина, мајката Божица на земјата. Тоа е највисоката планина на земјата, 8848 метри. Пристапот може да биде од Непал или од Кина, од Тибет. Најчесто се оди во последниве години од непалската страна и се тргнува од Катманду, кој што е главниот град на Непал,
А Непал е една многу убава земја, од прилика 27-8 милиони жители и се наоѓа помеѓу гигантите на север Кина и на југ Индија. За Непал е карактеристично дека во Непал е роден Буда. Во тоа време била Индија. И тоа има една голема символика за таа земја. И ова се сегменти од Катманду, кај што неодоливо влијание има фактот дека живеат предоминантно хинду популација, над 75%, меѓутоа има 75 малцинства кои што живеат во една убава хармонија. За нас за искачувањето е важна шерпа популацијата која што е дојдена од Тибет, тоа се тибетанци кои што пред 5-6 века си имат префрлено на непалската страна. И ова се символите на хинду религијата, нивните три бога, Вишну, Брама и Шива. Го викаат бог на деструкција, меѓутоа не во негативна смисла. И уште еднаш гледаме дека сите религии имаат нешто заедничко, како нашата христијанска религија на Светото Тројство, и останатите религии споделуваат многу универзални вредности, кои што секој треба да си ги најде. Значи, ние сите сме припадници на различни религии, на различни националности, нации, држави, потекла, меѓутоа, во основа, секој треба да си го следи својот животен пат на пронаоѓање на вистината. Во Катманду едно импресивно место е крематориумот. Тој е заштитен од УНЕСКО и тука се спалуваат починатите, меѓутоа е важно дека од другата страна постои локалитет кај што доваѓаат семејствата на починатите, ги испраќаат. Има голем број на мистици кои што живеат тука и ја црпат енергијата, бидејќи при смртта се ослободува неверојатна енергија, а семејствата што се присутни на најдостоинствен начин ги испраќаат починатите, меѓутоа и се ослободуваат од нивната енергија, бидејќи животот и ние самите треба да се сметаме и да го гледаме животот од аспект на енергија, бидејќи ние сите сме енергија, различна форма на енергија, и физичарите најдобро знаат дека енергијата ниту се ствара, ниту се губи. Енергијата само се трансформира од една во друга форма и од тие причини е важен фактот дека нема ни раѓање, ни смрт. Постои само континуитет. Континуитет на енергија. Бидејќи најглавната лимитација во нашите животи е стравот од смртта. Секој, кога е сам, ако си го постави тоа прашање, ќе дое до заклучок дека сите го избегнуваат тој аспект, меѓутоа стравот од смртта е доминантен страв кој што треба да се ослободуваме од тој страв, бидејќи тоа овозможува личен раст и напредок. Патот до базниот камп почнува од Лукла, кај што се наоѓа аеродромот на Лукла, и потоа имаме еден фасцинантен период на искачување и соочување со една неверојатна природа, во која што ја осеќаме самотијата на овие фасцинантни врвови, а во Кумбу живеат во главном шерпа популација. И ова е фотографија од Намче базар, кој што представува местото кое што е културно-социолошки центар на шерпа популацијата. Инаку, за време на ова патување до базниот камп, проаѓаме покрај многу места, локалитети кои што се така наречени медитацијски центри. Доваѓаат многу луѓе да ја црпат енергијата на планините. Значи, ова е тој локалитет
медитацијски центар и всушност планините се многу вибрантни, многу енергетски локалитети, зрачат со енергија, со спиритуална енергија и токму затоа многу луѓе и многу мистици доаѓаат и живеат тука со години бидејќи ја црпат таа енергија. Но и тоа лично сметам дека медитацијата треба да биде континуиран процес. И вечерва додека се дружиме заедно, тоа е некоја форма на медитација. Кога се движиме во секојдневието, ако го подигнеме нивото на свесност, и тоа ќе биде медитација. За жал, изворот на страдањето најчесто се должи на фактот дека ние не живееме во сегашниот момент. Во главном сме преокупирани со минатото и несигурноста на иднината. Суштината е во сегашниот момент. И ако успееме да работиме на тоа, на подигање на свесноста, тогаш многу полесно и попријатно ќе одиме во животот. На ова патешествие до базниот камп се проаѓаат многу мостови, меѓутоа уште Ниче спомнал дека мостот е живот. Од пат, од несвесноста кон свесноста, од непознатото кон познатото, меѓутоа е многу важно секој самостојно да го помине тој пат. По средината на мостот да го држи средниот пат, балансирано и добро центрирано. Меѓутоа не треба никој да гради куќа на мостот. Треба да го поминеме мостот во животот. Тоа значи дека треба да се ослободуваме од attachments. Значи, тие што ги имаме некои тенденции кои што не привлекуват и не ограничуваат. Принципот на non-attachment во животот е многу важен. Нова патешествие, како и секаде во животот, среќаваме многу дечиња. Тие дечиња се како и нашите. Има нешто заедничко кај сите деца, а тоа е среќата, задоволството и радоста без причина. Сите сме ја поминале таа фаза, меѓутоа сме ја подзаборавиле, бидејќи по проаѓање на детската фаза следува фаза на кондиционирање во животот. Кондиционирање од страна на семејството и од страна на општеството. Системот во кој што живееме не кондиционира и не вади од тоа златно време на детство, кога секој од нас бил среќен и си подрипнувал и бил радосен и без причина, без посебна причина. И е многу важно во животот секој да работи на тоа да се врати на детството. Бидејќи и Исус кажал, во моето царство има место за тие кои што повторно ќе станат деца. Има големо значење во тие зборови. Ова е Тенгбоче, спиритуалниот центар на Кумбу, и тука имавме средба со лама, локалниот лама од Тенгбоче, со нашиот Черпанг Дорџе, кој што е роден тука, во Пангбоче всушност. И при таа средба ни беше потенцирано од негова страна значајот на чиста мотивација и искрена мотивација во животот. За било која професија, за било која активност, за животот, една од суштинските работи е да се има чиста мотивација. Ако имаме скриени мотивации, за жал што многу често се случува, и скриени потраги по идентитет, значи да постане некој светски познат во било која професија, планинарење, спорт или било што, тенденцијата за
покачување на идентитетноста во одредена област и пренагласеноста на одредени индивидуални постигнувања е значително ограничување. И затоа е многу важно секој да го најде процесот на животот во кој што живее, да ужива во текот на животот. А овој лама го потенцираше тоа, бидејќи има сретнато стотици и стотици луѓе кои што поминале тука и разговарал од овој аспект. А и во сегашно време овие активности се многу поврзани со одредени материјални користи кои што се некомпатибилни со чистата мотивација на планините. На ова патешествие, ова беше 2009 година, го видов меморијалот на Дими Елиевски, кој што е првиот македонец кој што пред 20 години од тогаш, а сега повеќе, значи 1989, како член на македонската експедиција се искачи на Еверест и тоа беше неверојатен успех, бидејќи во тоа време само 20 нации има своји представници кои што стигнале на врвот на Еверест. А и во сегашно време е многу тешко да се организира ваков тип на експедиција. По 10 дена конечно стигнавме до базниот камп, кој што се наоѓа во Кумбу, значи тука под Кумбу глечерот. И ова е врвот на Еверест, ова е Лоце и тука е врвот на Нупце. Ова е базниот камп кој што е на глечер, кој што континуирано се движи со брзина од прилика 1 метар дневно. И ова е дел од таа пуџа церемонија во која што шерпасите се молат за безбедно проаѓање на Ајсфол. Ова е тој Ајсфол и тоа е најризичниот дел од експедицијата. Бидејќи се проаѓа низ доста нестабилен простор и несигурен, кој што се менува од ден во ден, од момент во момент е многу несигурен. За жал 2014 година имаше една голема трагедија кога загина 16 шерпаси на ова место и се прекина искачувањето на Еверест, а 2015 имаше голем земјотрес и повторно имаше огромни трагедии токму во базниот камп. На ова проаѓање низ Ајсфолот користиме доста од овие скалила кои што го рефлектираат животот, бидејќи животот е искачување. Секој и од вас присутните, секој од нас вечерва тука се искачува во животот. Секој оди на својот Еверест на дневна основа. Моја препорака е секој само да го подигне нивото на свесноста во своето секојдневно искачување. Ова е првиот камп и вториот камп и гледаме дека доаѓаме над облаците. Суштината е дека во животот ние се сочуваме со многу проблеми на дневна основа, полесни или потешки проблеми. Меѓутоа, при секое сочување со проблемот, би требало секој да биде свесен дека над проблемот постои чисто небо. Чисто сино небо над облаците, секогаш. И ниеден проблем не треба да се сваќа трагично, на секој проблем би требало да му се погледне во очи, бидејќи има решение за секој проблем. А во секој проблем и во секоја неповолност има скриено добро. Ова е доваѓањето кон Лоцефејс, тоа е една од така пострмните сегменти и искачување во правецот на Лоце до третиот камп, кој што е на многу нестабилен терен и повторно ги гледаме облаците, меѓутоа и сонцето над облаците. Сонцето ни го означува животот. Секогаш има живот и над облаците. Облаците доваѓаат и си одат, сонцето останува. Ова е така наречената жолта трака, проаѓање на жолтата трака и доваѓање до
под кампот 4 и ова е веќе употребата на дополнителен кислород, бидејќи на овие искачувања има поспремни планинари кои што одат без кислород и тоа се смета за по-спортско ниво спортско достигнување во искачувањето. Меѓутоа, јас како лекар сметам дека не е многу безбедно да се оди без кислород, бидејќи свесно би требало да се откажеме од еден дел од нашиот мозок, бидејќи еден дел од нашиот мозок во оваа зона на смртта неповратно се губи ако нема кислород. И ова е влезот во зоната на смрт. Токму на ова место, пред неколку години, загине еден македонец од Гевгелија, доктор Петков, кој што, за жал, нагло почина и остана тука, во влезот на зоната на смртта. И затоа е многу важно да бидеме свесни на сите ризици што ги прифаќаме и да работиме на ограничување на последиците на ризиците. Меѓутоа, на крајот на криштата, секој во животот треба да ја превземе сопствената одговорност. Многу често се случува да ја префрламе одговорност и да бараме вина во други. Меѓутоа, одговорноста е во нас. Кога ќе можеме да ја земеме целокупната одговорност во собствени раце, тоа е вистинската слобода. И не е никој виновен за тоа ни што проаѓаме во животот, ако сме свесни на и го подигнеме нивото на собствена одговорност. Ова е погледот кон врвот на Еверест од јужното седло и некаде во 21:30 тргнавме кон врвот. Тоа беше на 18 мај 2009 година. Само што тргнавме, мојот шерпа Јунгбу при проаѓањето на тој така наречен Blue Ice дел колабираше и почна да повраќа и го гледаме умира. Човекот кој што беше одговорен за мојата лична безбедност и морам искрено да кажам, бидејќи он беше прво соочување на зоната на смртта, не се чувствував многу пријатно гледајќи го Јунгбу како умира, меѓутоа шерпасите се неверојатни. Неверојатни од секој аспект. Јунгбу се подигна и се исприви малку 7 пати пред тоа го имаше качено Еверест и продолживме заедно. Меѓутоа, едно од најмаркантните чувства што ги имав во оваа фаза беа звездите. Чувство дека ги имаме звездите под раце, бидејќи ова е веќе над 8000 метри, комплетен мрак. Комплетен мрак со кој што се соочуваме и ние во животот. Меѓутоа, што значи темница? Темница значи отсуство на светлост. Во моментот кога ќе запалиме светлост, ја снемува темницата. И ова чувство ни укажува дека колку е поинтензивна темницата, толку се посветли звездите. Тоа значи дека не треба да се плашиме и од темницата, бидејќи и тука можеме да ја најдеме смислата на животот. Ова сугерира на делата на Ван Гог, кој што секогаш кога ги цртал дрвјата, ги цртал до звездите. Меѓутоа, во таа фаза, некои дури му замерувале што ги црта толку високи дрвјата, меѓутоа Ван Гог имал нешто во себе скриено што сваќал и пренесувал преку својата уметност
ни ја пренесува суштината дека сите сакаме да стигнеме до звездите. Меѓутоа, за да стигнеме до звездите, мора да бидеме свесни дека постоењето е базирано на два закони. Законот на гравитација и законот на левитација. За да растат овие дрвја високо до звездите, најпрво мора да имаат многу силен корен. И тоа го нацртал Ван Гог. Несвесно. Несвесно, бидејќи во ниеден коментар од него не стои ова забелешка. Бидејќи за да растат дрвјата толку високо мора да имаат корен. И ние го знаеме тоа. Го гледаме тоа. Што значи дрво без корен? Дрво без корен не може да левитира, не може да се исправи. Во втората половина на 8 век Кина изгубила 2/3 од својата популација поради епидемии и граѓански војни во втората половина на 8 век. И останала само 1/3 на неверојатно исплашено население, разорена држава. Поетот Дуфу напишал една кратка поема. Нацијата е уништена, реките и планините остануваат. Секоја компарација е несоодна помеѓу Кина и нас, меѓутоа, ако не го зачуваме нашиот корен, шанса да го зачуваме и нашето дрво. Некаде околу 4 часот почна да се разденува и почна да се појават првите зраци, беше многу ладно. И ова е фотографија од Дейвид Хамилтон, по која што ја гледаме сенката на Еверест. Ова е сенката на Еверест. Во таа фаза, левата страна на моите наочари беше замрзната комплетно. Јас се движев со видот на едно око, меѓутоа, како сега се сеќавам на ова чувство. И толку жива во секој чекор, а бев неверојатно истоштен и премрзнат, бидејќи беше многу ладно. Од ова перспектива е многу важно да споделам со вас едно сознание дека во животот е важно да развиваме така наречен бинокуларен поглед со две очи, при што со едното око гледаме како работите доваѓаат и проаѓаат и доваѓаат нови работи во животот и ги гледаме нонстоп, а со другото око гледаме како се останува исто. Бидејќи планините се тие, животот е тој. Ние доваѓаме и одиме, се менуваме, се трансформираме, меѓутоа во основа сме тие. Нашата генетски бекграунд е тој. Ова е јужниот врв и ова е еден од клучните моменти на оваа експедиција, бидејќи е доста стрмно природот до овој врв, меѓутоа кога ќе дојдеме овде, мислиме дека сме на врвот, меѓутоа кога ќе погледнеме, огледаме вистинскиот врв и Хилари Степ. Ова е Хилари Степ. Ова сум јас од позади сликан овде. Се сеќавам на овој момент кога ја ставив раката, бидејќи движењето е многу споро. Еден чекор, 10 вдишувања и издишувања, друг чекор, вдишување и издишување. Последниве години, бидејќи Еверест е многу популарен, овде има редици на планинари кои што одат и тоа е уште повеќе го зголемува ризикот, бидејќи во ова зона се останува непредвидливо долго време. Меѓутоа, земјотресот 2015 година го трансформираше Хилари Степ. Сосема случајно ми ја пратија ова фотографија. Ова е Хилари Степ
после земјотресот. Значи, ја нема клучната тежина што го правеше Еверест unclimbable повеќе години. Значи, овој дел, кој што најтешко се проаѓаше во моментот, ова е како изгледа Хиларист. И тоа е доказ на имперманенс, дека не е ништо постојано. И планините полека се менуваат, се трансформираат. И некаде во 8:30 наутро седев на врвот со левата нога во Тибет, а десната во Непал. Моето прво чувство, ова беше прво искуство над 8000 метри, чувство на равнодушност. Равнодушност од аспект на развивање на чувството на сведок на собственото тело. Бидејќи тогаш за прв пат осетив дека не сваќам ништо и дека се наоѓам над моето тело и од страна ја гледав целата ситуација. После тоа дојде Нил од Австралија, кој што комплетно беше избезумен. Меѓутоа, тоа чувство што го имав 20 минути пред него, ми овозможуваше како сведок на еден настан. И во тие моменти, основното чувство беше колку сме ние мали како поединци. Колку незначени. И тоа е чувството на губиток на собствената важност. Најголемата ограничувачка карактеристика на секој поединец е чувството на собствена важност. Ако секој работи на тоа, секој ден да биде свесен дека не сме ние никој не е најважен. И ако се ослободиме од чувството на собствена важност, тогаш многу полесно проаѓаме во животот. Или прашањето what about me? Секој кај сум јас во оваа ситуација? Никаде, никој не е важен. Ако успееме да го надминеме тоа чувство, ќе имаме многу поголема среќа. И многу полесно и посрекно ќе пловиме низ животот. Ова е погледот кон Непал, од врвот на и Кина, кон Непал, и Кина, Тибет од другата страна. Комплетна различна природа од едно место. После неколку години бев во Индија и кога го посетив овој археолошки локалитет, во кој што стар со векови, на дното се прикажани животните, погоре хумана популација, најгоре се боговите, а над боговите е се измешано. Тоа е чувството на врвот на Еверест. Бидејќи човекот е најмалку трослојно суштество. Ние сите имаме анимално во себе, имаме хумано и имаме божествено во себе. Секој има. Не е никој помалку вреден, а некој повеќе вреден. Секој треба да работи на свесноста дека во себе секој од нас ги има овие 3 слоја. Кој слој ќе доминира во нашиот карактер и во нашето однесување зависи од нас. Дали ќе биде анималниот, хуманиот или божествениот. Секој ги има овие способности. После 30 минути времето, гледате, се променува и Шерпасот инсистираше да одиме. Во тоа време јас се уште бе во тој филм на равнодушност и многу не сваќав кај ќе одиме. Меѓутоа тргнавме, се синувавме и тоа беше најтешкиот дел од целокупната експедиција.
некаде во 1:30 веќе бевме во кампот. 4 мене ми требаше долго време да лежам во шаторот, за да имам енергија да ги извадам дерезите. Немав снага да ги извадам дерезите. Нозете ми остана надвор, бидејќи не може со дерезите да се влезе во шаторот. И после следуваше спуштањето и проаѓањето повторно низ Ајсвол. Гледате дека Ајсвол е променет, имаме нови скалила и тоа укажува дека во животот се менува. Само треба да бидеме свесни на сето тоа. Ова е нашата група и сите пресрекни ја завршивме таа експедиција. А овој символ што го споделувам со вас е символ од древниот Египет, символ на гностицизам, во кој што едниот крај завршува во другиот, имаме една целина. Циклусот на раѓање, живот и смрт и повторно раѓање е во овој древен символ опишан на овој начин, а останува целината. Доказ дека ние сите сме дел од една голема целина и сите сме звездини прашенки, бидејќи секој од нас ги содржи 5 елементи. На земја, вода, воздух, ветер и оган. Секој ги содржи. Бидејќи ние имаме и железо во крвта, имаме калциум во коските, имаме вода, имаме воздух, ги имаме 5 елементи и ние всушност сме само една форма на целината. После тоа следуваше еден период на поинтензивна професионална активност и моето прво соочување со Индија. Индија е мајка на се. А викаме, луѓето од Индија се браќа на сите. Бидејќи се многу една пријателска популација и при мојата прва посета на Ахмедабад имав среќа да ја посетам куќата на Ганди, еден од најголемите личности на минатиот век, чија мудрост и животна филозофија е опишана во 2 збора. Вистина и ненасилство. Ганди за ништо друго не зборел. Само за вистина и ненасилство. Во животот се е многу едноставно. Ние комплицираме многу работи. Меѓутоа, ако се фокусираме на суштината, суштината е многу едноставна. Во тој период бев инволвиран во Ахмедабад со некои презентации и работилници. Потоа имав можност да го посетам и Пуне, исто еден маркантен град за кој што прв пат слушнав дека постои тогаш. Потоа искуства доста во Кина, во Нанџин, како дел од еден меѓународен борд на експерти кои што работеа на воведување на нови техники и споделување на тие нови техники со колегите и соочување со различна популација. Различна популација, ние сме антрополошки различни, меѓутоа во основа сме сите исти. Во основа нашата генетика минимално се разликува. Кина и исто така неверојатно искуство. Неизбежно е да се соочите со мудроста на Конфучи, кој што, ради илустрација на неговите следбеници, го прашал како да се справуваме со стравот од несигурноста. Конфучи одговорил: не се грижи, смртта се ќе однесе. Многу е важно да уживаш во несигурноста додека си жив. И тоа е исто една важна порака во животот, дека секогаш треба да бидеме свесни на нашата смртност, бидејќи ние сите сме привремени. Прашање на време е кој кога ќе почине. Смртта не може никого да заобиколи. А колку повеќе сме свесни на тоа, дека сме кратко тука, многу посрекно ќе живееме, со помалку стравови во животот. Еден од најпознатите мистици во
на минатиот век, по потекло од Грузија, Гурджиев, кажал дека на човекот му фали еден орган, кој што стално ќе не подсетува на нашата смртност. Неколку пати во денот ќе не подсети на нашата смртност. Кога ќе се сетиме на нашата смртност, треба да знаеме дека се што ни се случува е пролазно и смртта ќе го однесе тоа. Во животот постојат есенцијални работи и неесенцијални работи. И е суштински важно да ги разграничиме. Есенцијални работи се само тие кои што не ги губиме со смртта. А тоа не се материјалните богатства, тоа не е ништо. Пријателства, семејство, тоа е нешто што се губи со смртта. Меѓутоа, смртта не може да ги исклучи нашите мисли, нашите зборови и нашите дела кои што одекнуваат во вечноста. Посебно искуство беше соочувањето со Јапан. Викаат дека зен будизмот се створил во Индија, пораснал во Кина, како едно општество со најголем потенцијал за раст, меѓутоа процветал во Јапан. Една многу софистицирана култура, многу софистицирана цивилизација. И сметам секој што бил во Јапан и го сватил Јапан, ја сваќа ова димензија. Во оваа култура и цивилизација тие го глорифицираат паднатиот лист и наоѓат убавина во меланхолијата на животот. Тоа е еден многу важен аспект на животот кој што доминира во Јапан. И не случајно, бидејќи паднатиот лист сме сите ние. Паднатиот лист не значи умрен лист. Тој преку почвата пак ќе дојде и после известно време во форма на цвет. Меѓутоа, почитувани пријатели, за да го имаме цветот, треба да имаме корен. Нема цвет без корен. Корен без цвет може. Меѓутоа, ако ја следиме илузијата за некој цвет и да одиме да трчаме по некој цвет, дека тој цвет сега ќе го имаме набрзо за неколку години, за пат после кога ќе го имаме цветот, ќе живееме среќни и весели. Без корен нема цвет. Нема дискусија. Без корен нема цвет. Ова светота во западноевропските центри, во Париз, во САД и во Белгија, како дел од тие активности, исто беа доста маркантни за мене лично. Искуствата во Персија, Иран, во Исфахан, кај што има една многу стара цивилизација, и секако во Бангладеш, Дака, кај што е најголемиот мес. Таму има најмногу, неверојатно многу популација, меѓутоа има нешто што ги прави луѓето среќни, а тоа е фокусирање на есенцијалните работи во животот. И секако споделувањето на искуствата со останатите е суштината. Бидејќи и нашата дружба вечерва не е случајна. Ние сме сите на некој начин меѓусебно поврзани и меѓусебно зависни. Науката и религијата се интерконектед. Не може да има сериозна наука ако нема нешто религиозно во науката и обратно. Нема
стабилна религија ако и науката не е поврзана со одредени аспекти кои што за некои се дискутабилни, за некои не се дискутабилни. Меѓутоа, како и да е, сите припаѓаме на различни религии, различни цивилизации, меѓутоа секој треба да се го следи својот пат и да ја почитува меѓусебната поврзаност и меѓусебната зависност. Искуствата во САД продолжија со поинтензивна активност во овој период и од тие причини после Еверест нема време за искачување на големите планини и подолги експедиции и секако искуствата и во соседна Србија, во клиничкиот центар и во Српската академија и повторно искуствата во Индија. Ова е во југот на Индија, провинцијата Керала, кај што нема ниту еден неписмен. Тоа е една многу софистицирана покрајина во која што луѓето се многу едуцирани и многу духовни. Во тој период имав можност да одам на кратки искачувања на европските Алпи. Ова е Уајсхорн, Зинелроторн, Обергабелхорн, Ден Бланш и повтор пат на Матерхорн. Значи ова е Уајсхорн, искачувањето на Уајсхорн, Обергабелхорн. Овие искачувања почнуваат секогаш во ноќта и секогаш го имаме тоа чувство на соочување со ноќта. Меѓутоа на Зинелроторн ова искачување во ноќта за мене беше малку травматично, бидејќи претходниот ден загине на млада италијанка. Пред наши очи видовме како и го колектираат телото и одењето ноќе по карпите, самиот се прашував што е тоа што ме привлекува на овие ризични активности. И всушност сватив дека е фокусот. Бидејќи во моментот кога ја ставате едната рака, барате место за едната нога, па другата рака, друга нога, немате можност вашиот ум да биде оптеретен со глупости. Бидејќи нашиот ум е нонстоп оптеретен. Еви во моментот додека јас ви зборувам, мислам што ќе кажам понатаму, вие дел од вас мислат како ќе помине Хрватска со Аргентина, Меси, Лука Модрич, што ќе се случи утре со Франција и Мароко, па, значи, си кружат тие мисли. Нашиот ум е како мајмунче, која скока по гранки. И затоа е многу важно да го контролираме, да го земеме во раце. Бидејќи кога ќе го смириме, кога ќе го смириме умот, тоа е тоа што го постигнуваме на планините. И ова искуството на повтор пат на Матерхорн и Ден Бланш како еден маркантен врв, за мене беше исто позитивно искуство искачувањето на Ајгер по Мителиги, Рич, и во тој период поинтензивно почнав и со планински велосипедизам. Ова е во тој така наречен Ајгер Mountain Bike Challenge, во кој што бев еден од највозрастните, бидејќи е доста захтевно физички, меѓутоа имаше и постари од мене. Меѓутоа соочување со природата и интензивната физичка активност е многу важна. Планинскиот велосипедизам ве приморува да имате интензивна активност, посебно на стрмни предели искачувања, кај што мора да го дадете максимумот, меѓутоа при таа интензивна активност се чисти умот. И тоа е механизамот на некој начин многу луѓе што се приврзаници на одредени спортови. 2021 година, после пандемијата, повторно ми се роди амбиција за големите планини. Меѓутоа, помина 12 години од Еверест, јас бев 12 години постар, се одржува во добра кондиција, меѓутоа не знаев биолошки како ќе се однесувам во зоната на смртта. И размислував на кој голем врв да одам, и фактот дека ние сме на некој начин меѓусебно поврзани, се појави Надир од Тетово, мојот пријател Надир, и ми вика: Сашко, Македонија имаме неисполнета обврска со Манаслу. Ако некој знае хронологија
на планинарење алпинизам во Македонија и пошироко, тоа е Надир. Ме ги раскажа сите детали од македонската експедиција 86 година, во која што според дневникот на Диме Илиевски, Диме стигнал под врвот на Манаслу, меѓутоа не можел од лоши временски услови да отиде на врвот и напишал врвот ми избега од джебот. И Надир ме стимулираше да одам на Манаслу. Во тоа време го контактирав Мингмаджи, еден од најпознатите шерпаси. Мингма планираше за прв пат да организира експедиција на вистинскиот врв. Веќе во тоа време почна се отвори дилемата True Summit, False Summit, дека најголем број од луѓето што биле на Манаслу не биле на врвот, туку биле на False Summit, и тоа ме мотивираше да одам токму со Мингмаджи. И ова е приказот на Манаслу. Тоа е така наречена планина на духовите, една исклучително убава планина и повторно се приоѓа од Катманду. Неизбежна посета на крематориумот. Ова беше некаде на крајот на пандемијата, меѓутоа имаше неверојатна активност во крематориумот. И ова чувство е неописиво на ослободување на енергија, меѓутоа и соочување со собствената смртност. Ова се семејствата на починатите, кои што достоинствено ги испраќаат нивните починати од семејството и се ослободуваат од таа кармичка енергија што ја носат. Манаслу почнува експедиција од Самагон на 3800 метри, едно многу убаво место. Многу убаво место кое што и сега не знам како останало во Непал. На некој начин Непал го добиле од Кина овој простор, бидејќи популацијата тука е комплетно кинески со тибетанско потекло. Ова е трекингот до базниот камп и ова е базниот камп на Манаслу. Ова година беше многу зафатен овој базен камп, бидејќи се створи амбицијата после ланската експедиција за искачување на висинскиот врв. Кампот 1, кампот 2 и проаѓањето од кампот 1 до кампот 2 е технички најпредизвикувачки и конечно погледот од кампот 4, од кај што почнува Summit Push. Јас бев со Пемба, Тензинг Шерпа, и ние стигнавме во 7 часот некаде тука. Гледате, ова е врвот во кој што првата група пред нас веќе се слика, се снима, ова е врвот. Меѓутоа, Мингма ни кажа, ќе чекаме, нека заврши снимањето на сите тие и ние ќе одиме на вистинскиот врв. И ги чекавме тука скоро 3 часа, тоа беше многу захтевно. И еве ги, сите се сликаат тука дека се на врвот. Меѓутоа, не е врвот, пријатели. Не е тоа врвот. После 3 часа, бидејќи Мингма со Килу и Дава Јангзум го фиксира траектот што ќе го видите, ние отидовме и ова е нашиот пат до прво до False Summit и ова е сликата на годината лани од Хималаите, од сите високи искачувања. Прогласена слика на годината, бидејќи еве нас на False Summit овде, ова е Мингма, кој што го фиксира и Килу, вистинскиот врв. И гледате која илузија. Ако се вратиме претходно, еве го, кога доаѓате тука, мислите дека сте на врвот. И од спортски аспект, ова е едно од моите најголеми лични спортски достигнувања, бидејќи во тоа време Нимс Дајпурџа, познатиот селебрити, кој што ги качи сите 14 за помалку од 7 месеци, меѓутоа Манаслу го имаше False Summit, имаше ангажирано снимател со дрон, кој што ги направи слики. И еве од таа перспектива, многу добро се гледа каде е False Summit, а кој е вистинскиот врв. И ова е првото искачување после 45 години
за кој што јас имав лична среќа да бидам дел од таа експедиција. И еве го проаѓањето на таа траверза, која што е доста ризична. И во оваа фаза беше многу маркантно при спуштањето. Јас се спуштам по вертикала, а гледам дека клинот излегува бидејќи од снег. Меѓутоа, тука беше Дава Шерпа, кој што само со нога згазна и со ногата стои на клинот, а јас со целата тежина се спуштам по вертикала, што беше посебно искуство. Ево прилика како изгледа таа траверса и Мингма, кој што ја имаше најтешката задача и килу кон вистинскиот врв. И конечно, јас бев првиот од после шерпасите кој што стигнав до ова место и ова беше едно неверојатно ново доживување на вистинскиот врв. Беше објавено тогаш дека за прв пат после 45 години 22 од групата на Мингма, меѓу кој бев и јас, со голема среќа и чест да бидам дел од таква експедиција, успеавме на вистинскиот врв. Претходно само 15 луѓе се имаа качено на вистинскиот врв, меѓу кои Меснер. На многу луѓе што претходно биле на Манаслу, вклучувајќи го и Нимсдај, не им го призна Манаслу и мора повторно да го искачат. Ова искачување отвори нови дилеми во овој свет на high altitude climbing. Што е вистински врв, што не е вистински врв. И Мингма, бидејќи претходно имал искуства на искачување на Фал Самит на Анапурна, на Броуд Пик и на Шишампагма, почнаа да ги повтараат тие искачувања за да бидат на вистинскиот врв. Ова е делот од спуштањето, бидејќи од врвот до базниот камп се спуштивме во еден здив и тоа беше 24 часовно искуство. За локалната популација од Самагон тоа голем настан, бидејќи во Самагон популацијата до тогаш била многу непријателски расположена и сметала дека Манаслу е света планина и не поддржували искачување на Манаслу. Меѓутоа, дел од нашата експедиција беше Лама, локалниот Лама. И на врвот на Манаслу беше пред мене Лама, па јас. И кога се вративме, тоа беше еуфорија од невидени димензии од локалното население. На ова експедиција со нас беше и Дава Јангзум, тоа е единствената девојка Шерпа, која што живее моментално во САД и е атлета на North Face и беше дел од нашата експедиција. И ова е Джина од Њујорк, која што беше исто со нас. Сосема накратко за значајот и потенцијалот на семе, на семка. Секој од нас содржи огромен потенцијал, меѓутоа не го гледа. Ако нешто не гледаме во животот, тоа не значи дека не постои. Семето од синап е можеби најситното нешто, меѓутоа во него го крие потенцијалот за раст на едно од најголемите дрвја. Ако ние не го гледаме ова дрво, не значи дека не постои. Секој од присутните има некој губиток во животот, некој починал. Меѓутоа, ако не го гледаме тој починат, тоа не значи дека тој не постои. Тоа е суштината, која што треба секогаш да имаме во предвид. Меѓутоа, за да едно семе проникне, е важно да му створиме добри услови, да веруваме во него, да го наводнуваме, да има градинар за да излази и да има оптимални временски услови. Наредната експедиција беше Далагири.
Тоа е 7-миот врв по височина, се наоѓа комплетно во Непал и е така наречена Бела планина. За Меснер, Роналд Рейнхолд Меснер е еден од најубавите од 14 врвови над 8000. Помалку е поседен, помалку луѓе биле на овој врв. Ова е дел од трекингот во Џомсон пределот, еден фасцинантен предел во близината на Анапурна. И ова е базниот камп во Даулагири. Првиот камп, вториот камп, после вториот камп. Проаѓаме еден дел кој што тука не може многу добро да се оцени, меѓутоа е многу суров. Има многу, во тој сегмент, многу растурени шатори, многу остатоци од тела, смрзнати, коски на раце, нозе, кои што зрачат со една енергија и суровост, меѓутоа не подсетуват на нашата смртност. Од тука има многу убав поглед на Анапурна. Еден фасцинантен поглед кон Анапурна, и ова е искачувањето на Сами Дей. Повторно Мингма инсистираше да одиме на вистинскиот врв, бидејќи има 5-6 врва кои што многу тешко се прави дистинкција. Ако времето не е добро и ако некој не го знае патот, ќе промаши. Како и во животот. Видите, промашуваат и пенали. Значи, во животот сите можеме да погодиме, да промашиме. И е важно да се спремиме да погодиме, да се фокусираме да погодиме. Ова е делот од искачувањето на Даулагири, тој технички дел пред самиот врв, и еве конечно приоѓаме на вистинскиот врв на Даулагири. И ова е уште еднаш македонското знаме на овој фасцинантен врв. Како дел на експедицијата на Imagine Nepal, во базниот камп, кога се вративме, со хеликоптер дојде пилотот Симоне Моро. Симоне Моро е еден од најпознатите алпинисти во светот, италијанец од Бергамо, кој што моментално е на зимско искачување на Манаслу, моментално. Во тоа време, пред недела од прилика на овој настан, Италија беше елиминирана од Македонија. И Симоне рече дека тоа е добро што ни се случи да не освести. Бидејќи е многу лошо кога сме занесени и опиени со успесите. Затоа е многу важно да ја научиме пораката на неуспесите. Се надам дека Италија ја научи таа порака. Овде, на Даулагири, бевме само ние од Imagine Nepal и дојде Антониос Сикарис од соседна Грција, многу пријателски, многу добар човек. Тука се запознавме, беше само тој со една многу висок профил експедиција од Seven Summits од Непал, како единствен клиент кој што го имаше 5-тиот обид на Даулагири. А 90-те години лично бил водач на грчка експедиција на Даулагири и од тогаш неколку загинале од неговите најблиски. И во Грција постоеше на некој начин обсесија со Даулагири и таа обсесија имаше и Антониос. Само Антонио имаше Wi-Fi во базниот камп, бидејќи имаше најдобар сателитски приемник. И еднаш влета во мојот шатор, вика, има многу добри вести, ме контактираше твојата ќерка Александра, бидејќи биле загрижени, немале контакт со мене, и направивме селфи со Антонио и пративме на ќерките дека се е во ред, дека сме безбедни. Така да створивме многу добра релација со Антониос и од базниот камп, бидејќи ние се качивме, со него се сретнавме на неговиот самит пуш. Значи, ние се симнавме и веќе отидовме во Похара. И тогаш добивме вест преку Garmin InReach Mini, кој што користеше и Антониос, SOS меседж,
од тој предлог што ви го покажав на кампот 3. И Антониос почина. Тоа беше голем стрес за сите. Кога ќе видите со некој и го делите базниот камп, споделувате сите тешкоти и кога ќе видите дека починал од комплетна истоштеност, е многу болно чувство, меѓутоа многу освестувачко чувство, бидејќи не враќа на ризикот од собствената смртност и фактот на собствената смртност. Прашање на време е кога ќе се случи, меѓутоа, кога се случува нешто вака нагло, е многу тешко. На никој не му е сеедно. Во аудиториумот има доста и доктори, има и мои колеги, има и хирурзи кои што на дневна основа одат на ивицата меѓу животот и смртта и се соочуваат со смртта. Меѓутоа, тоа доживување малку е различно, бидејќи е поврзано со болести, па ние сметаме. На никој не му е сеедно кога ќе почине некој. Меѓутоа, во вакви услови, смртта има неверојатно влијание. Од покрај посетивме местото Лумбини, кај што е роден Буда. Ова е местото кај што е роден Буда и ова е всушност локалитетот кај што е роден Буда. Ова е доказ од кралот Ашок, стубот што го оставил, дека е местото кај што роден, тоа било Индија. Меѓутоа од Буда пораката дека секој треба да стане дел од патот, бидејќи суштината не е во целта. Суштината не е во целта во животот. Суштината е во патот, а патот ќе го најдеме кога ќе постанеме сами патот по себе. Тоа многу добро го кажал и Заплотник, Најд Заплотник, еден од најпознатите словенечки алпинисти, кој што вика дека секој што ја бара и оди по целта, кога ќе ја постигне целта, ќе осети празнина. Меѓутоа, тој што ќе го најде патот, ја носи целта за секојаш во себе. Непланирано отидовме на Канченчунга. Бидејќи на 9 април беше Daulangi, прва успешна експедиција во таа сезона над 8000, и јас имав еден период на 10 дена екстра фора и се приклучив на Канченчунга со Мингма. Непланирано. Фасцинантен врв. Базниот камп е на 5500. Од 5500 во еден ден, бидејќи бевме аклиматизирани, дојдовме до вториот камп, наредниот ден до третиот камп и потоа до четвртиот камп. И додека бевме тука, се приклучи и Нимстај со принцезата од Катар како дел од нивната експедиција. Меѓутоа еден ден ги чекавме нив за да стигнат од една друга експедиција и за жал го изгубивме најдобриот временски прозорец. Како и да е, на 27 тргнавме на Самит Пуш од четвртиот камп. Во тој период јас имав многу големи стомачни симптоми и беше многу тешко, меѓутоа движењето беше исклучително добро. За жал, патот не беше фиксиран. И во оваа фаза, нашите шерпаси отидоа во овој правец и ја промашија патеката кон вистинскиот врв и ние стигнавме до Фалс Самит, еден од врвовите, невистинскиот врв, и долго време бевме над 8000 метри. Ни треба 17 часа од првиот камп до тука и веќе не фати 15 часот 3 попладне.
И тогаш Мигма донесе одлука дека ќе се симнуваме, значи тоа беше над 8400 бевме, и тоа бевме неколку сати, беше исклучително истоштувачки и неочекувано технички тешко, бидејќи го промашивме патот и одевме по еден потежок пат, кој што некоја група го искачувала некогаш за да го искачи баш тој врв, изгубивме многу енергија и кога одлучивме да се симнуваме во еден кулуар сличен на Houses Chimney на К2, што ќе ви го покажам накнадно, при едно движење за привртење, валвулата од мојата боца со кислород се откачи и за неколку секунди ја го изгубив кислородот. Мојот шерпа беше веќе 300 метри подолу, а до мене беше Нимс. И Нимс ми вика: брзо, мора брзо додиш, брзо додиш. Нимс ја остави принцезата од Катар на Минг Мати, исто подобар од него, поспособен. Меѓутоа Нимс ме стимулираше да трчаме надолу. Меѓутоа на овој терен не можеш да брзаш, колку и да брзаш има ризик од паѓање. Меѓутоа веќе без кислород почнав да се дезориентирам. И тоа беше едно од најголемите предизвици во досегашното моје искуство. Ова симнување на Канченчунга. Меѓутоа, за време на тоа Нимс ме мотивираше што побрзо, и таа мотивација мислам дека ми беше пресудна, меѓутоа и си ја земав собствената одговорност. Во ниеден момент не седнав, бидејќи моментот на седнување значи смрт. Нема назад. Тоа најверојатно и со Антонио се случи. При таква истоштеност, а и во отсуство на кислород, проблемот со кислород е ако снема кислород, тогаш е потешко отколку да се оди без кислород. И тие отприлика 300 метри на спуштање, што траеа 20-30 минути, додека стигнав до Тунде, шерпасот кој што чекаше, во ниеден момент ја не барав кривица, кој е крив, дали го сгрешивме патот, не го сгрешивме, него ја земав собствената одговорност и се мотивирав. И тоа е причината, секојаш во животот треба да ја сносиме одговорноста, не е некој крив. Не може да бараме. После, кој е значео да го обвинуваме Тунде, зошто ме оставил без кислород? На овие искачувања секојаш има ризик. Кога читате интернет или вести и вестници на некој што не бил, ја немате вистинската слика. Се гледа еден аспект на комерцијализација, се качуваат на Еверест, се качуваат на К2. Меѓутоа, во реалниот живот нема експедиција без неколку смртни случаи. Како и да е, се симнавме во 9:30 веќе во темница. И тоа беше скоро 24 часовно. Тој неуспех на Канченчунга за мене лично е најголемиот успех. И најпријатното чувство кога се навраќам на овие сеќавања. Ова е Нимс, тие што го гледале 14 Peaks го знаат, Нимс. А ова е Мингма Джи, нашиот лидер, кој што имаше неверојатно тешко време. Доби пареза на фацијалис, не можеше да збори, беше комплетно девастиран. Еден од најпознатите шерпаси во светот во моментот. Еден од најрелијабл шерпасите, кој што лично се бореше за неговиот живот. А Нимс си остави принцезата од Катар, која што успешно се симна со Минг Мати. На ова место би ве потсетил на значајот на символот на лотус, кој што е присутен во источниот свет. Лотусот е многу убав цвет. Ова е лотусот од Лумбини. Фактички, за да излезе лотусот, мора да излезе од кал, од нечистотија. Од нечистотијата излегува еден од најубавите цветови. А од друга страна, белиот лотус има уште поголема символика. Е бел, го содржи целиот спектар на бои, а е безбоен. Јако ги има сите бои, е безбоен. Тоа значи,
треба низ животот да се проаѓа низ тешкотии. Треба да се гази кал во животот, за да се порасне во животот. Меѓутоа, символот на лотосот не укажува дека треба да живееме на овој свет, ама да не дозволиме светот да живее во нас. Да бидеме во улога на сведок. Тоа е лично чувството што го имав за прв пат на Еверест. Чувството на равнодушност. После оваа експедиција, организиравме експедиција за прв пат во Пакистан. Каракорам Рич. Вау, тоа е друга димензија. Ова е К2, кралот на планините. Една од најубавите планини, една од најризичните планини, една од најмистичните планини, меѓутоа, можеби една од најубавите планини. Тргнуваме од Исламабад до Скарду и ова е тој дел во близината на Кашмир. Знаете зошто се водат тие војни, тие недоразбирања помеѓу Индија, Кина, Пакистан? Ова природа е неописива. Зрачи со неверојатна енергија. Има некои сознанија дека дори Мозес од еврејската историја и религија бил во Кашмир, па и Исус дека бил во Кашмир. Инаку овој предел има записи на Александар Македонски за овој предел и коментари во однос на оваа река која што не е толку голема во ова време, меѓутоа кога се топат снеговите е маркантна. Ова е нашата група. Би сакал да ви го посочам Сандро. Ова е Сандро, главниот снимател на 14 Peaks на Нимсдај. Инаку член на специјалната служба на британска тајна служба, многу искусен планинар и носеше многу јака технологија што ја афирмираше и нашата експедиција понатаму. И тргнавме со джипови до Асхоле и ова е сосема авантура и друго доживување. Само по себе. Ова се тие луѓе кои што се различна антропологија, носачите, многу сиромашни, многу бедни, меѓутоа многу добри, многу племенити. И без нивна помош и поддршка и нашите експедиции се неуспешни. Ова е дел од тој трекинг до базниот камп, а патем кажано, трекингот до базниот камп на К2 е најсериозниот трекинг на сите големи планини, бидејќи е авантура сама по себе. Ради илустрација, Сандро минатата година не успел да го изоди трекингот, бидејќи се повредил на тој трекинг. Проаѓаме доста сериозни реки и при едно проаѓање на ваква река загина еден од најпознатите пакистански планинари, водач на експедиција. Загина, го однесе боицата. Значи, самиот трекинг има ризик по себе. Трекингот оди по Балторо глечерот и тука се соочуваме со Броуд Пик за прв пат. Овде е Броуд Пик, а кога стигнуваме на Конкордија, за прв пат го гледаме К2. Ова е К2, од другата, и кој што се еден карши друг со Броуд Пик. Ова е пристапот кон базниот камп и ова е базниот камп. После обавезната пуџа церемонија, во нашата група беше и професионална снимателска екипа од North Face, кој што снимаа филм за North Face и моментално тој филм се монтира и набрзо треба да излезе. И North Face ја снима Дава Јангзум, нивниот атлет на Броуд Пик. Меѓутоа имавме заедничка пуџа и маркантно беше македонското знамена. И сега многу ме интересира како ќе биде монтирањето на North Face филмот, кој ќе го пуштат со ова, бидејќи
предоминантно место е нашето знаме. Бидејќи чувството на припадност е неверојатно чувство. Тоа е образложение зошто е важно да го зачуваме коренот, бидејќи припадноста на одредена нација е многу важно чувство, кое што треба да го негуваме. Ова е женскиот дел од нашата експедиција. Ова е Дава Јангзун, за кој што е главниот атлет на North Face, и со Минг Маджи сме сликани заедно. И одевме по Абруцирут на К2. Стратегијата на Мигма е многу кратка аклиматизација, за разлика од Adventure Consultants на Еверест. Имавме само една ротација до кампот 1 и тоа беше се. И по Абруцирут стигнавме до кампот 1. Еве го Нимсдај беше исто со нас, неговата група. Заедно одевме двете групи и ова е конфигурацијата кај што се местат шаторите. Еве го погледот кон Балторо, ова е нашиот шатор. Ради илустрација, пред некој Шерпасите беше повреден, бидејќи имаше Rock Falls со скршена нога за време на престој во шаторот. Така да тие ризици се неизбежни. Ова е Балторо глечерот, е фасцинантна природа. Ова е приоѓањето на Houses Chimney, еден од технички најтешките делови на К2. И ова е тоа искачување по вертикала, многу странно, многу тешко. И после искуството на Канченчуга ја многу внимавав со мојата боца. Потоа следува искачувањето на така наречената Black Pyramid. За цело време на ова движење има континуирано паѓање на камења. И секогаш тие што се најгоре, кога ќе падне камен, викаат rocks и сите долу. У почетокот се криевме. Меѓутоа мојот шерпа Ширинг ме научи на клучната лекција, дека не треба да се реши од камен, туку треба да гледаш, бидејќи тие камења го менуваат патот. А тој камен е како проектил. Ради илустрација имаше една планинарка од Германија со незиниот дечко, кој што на нивната ротација, прва ротација до кампот 1, ја погодил мал камен во рамо и каменот и направил прострелна рана. Значи каменот влегол во рамо и излегол. И среќа имаше еден хирург од пакистанската војска, бидејќи се движиме во military zone тука, кој што ја обработи хируршки раната, прострелна рана од камен. А замислите камења по скоро пола метар или метар пречни кои што паѓаат. Тој ризик е неверојатно голем на К2 и на Broad Peak. Ова искачувањето на Black Pyramid и тука е неверојатното чувство и мирис на смртта. Тој Rock Falls и тие смрзнати тела наоколу зрачат со мирис на смртта. Ова е од кампот 3 и снимката внатре во кампот 3. Во ова фаза исто шаторот беше на една толку сериозна конфигурација да не можеше да одиме во тоалет надвор, мораше се во шаторот, нема шанса да се излезе, бидејќи шаторот е врзан со јажиња, а секој излегување надвор е на вертикала. И во ова фаза почнаа да тропаат на нашиот шатор, ние бевме четворица внатре, со јас Наоки и нашите двајца шерпаси, Наоки од Јапан, и бараа викат да земеме уште еден во шаторот, ние нема место за шаторот. Меѓутоа вика човекот умира. И отворив овој дел тука, овој зипер од позади на шаторот и човек стутнат во хипотермија, неконтактибилен, без знаци на живот, со плитки респирации 1 до 2 во минута. Го вовлековме во шаторот и бидејќи овде користиме топли шишиња со вода за загревање, му ставивме 2 топли шишиња на вратот
го масиравме, го покривме со нашите вреки и после 10 минути се отвори очи човекот. Неконтактибилен комплетно. Значи во тешка хипотермија. За 1 час се реанимираше човек дека е од Париз, доктор по професија на итна медицинска служба во Париз. И човекот остана жив. После од кампот 3, кај што бевме сместени, бидејќи Мингма има лошо искуство на класичниот камп 3, поради фактот што минатата експедиција, купниот материјал, нивните шатори, кислород, се во глечерот, на почетокот на Абруци. И од тие причини Мингма бараше некаде подобар терен, конфигурација, и затоа ние имавме подолг сами деј. Ова е слика неколку дена пред качувањето. Значи, ова е делот кај што се оди и ова е тој така наречен bottleneck, многу сериозен дел. Меѓутоа, тоа го проаѓаме, а над нас виси овој огромна санта на мраз, така наречен серак, кој за среќа, кога се движиме, во ноќе не го гледаме. И тука се навраќаме на синдромот на водопад. Животот е водопад, а ние сме сите капка во тој водопад. И може да замислите кој е стравот на таа капка која што почнува да паѓа, а не знае кај ќе заврши. Тоа сме ние, нашиот страв и нашето паѓање. Бидејќи животот и смртта се една многу кратка епизода од вечноста. Бидејќи секоја капка завршува во водата, во реката, во океанот. Не се губиме ние. И повторно искачување ноќе. Комплетен мрак. И овде беше среќа што е комплетен мрак, бидејќи погледот кон овој надвиснат мраз е застрашувачки, меѓутоа тоа е исто една можност за интроспекција, додека се движиме, со секој чекор влегуваме сами во себе и се анализираме самите себе. И ова е фотографија од Сандро на проаѓање под тој серак. Сонцето изгрева, неверојатно студено, нон-стоп движење со прсти на раце и нозе, бидејќи не се осеќат, за да не замрзнат. Ова е, веќе доаѓаме на безбедно, кога ќе излеземе од овој дел, е така наречен Blue Eyes. Меѓутоа, тука има е телото на Јоргенсен, еден од Исланд, сплеткано во јажиња и останато од 2021 година. Сандро го знаел, и Мингма го знаел, еден од најпознатите европски алпинисти, кој што останал таму. И сега ние додека одиме овде, проаѓаме покрај него, го гледаме неговиот North Face даунсут, дерези и кислород. Се уште стојат и неговата маска на очери. Неговото семе се обарало од Мингма да помогне да го симна телото, меѓутоа на крај они се откажаа, бидејќи тоа е многу ризична процедура. Во оваа фаза, јас на К2 бев со Ширинг Шерпа, инаку светски рекордер во искачување брзинско на К2. Еден од најспремните топ шерпаси. И наметнуваше многу брзо темпо, јас го следев, ама душа ми излезе тука, го поминавме и Нимс. Ширинг не го сака Нимс, бидејќи смета дека е малку циркузант. Тие што го знаат, некои мислат така, меѓутоа Нимс има оставено голем импакт на високото искачување. Како и да е, Ширинг наметна темпо да го поминеме и Нимс, и пред самиот врв го поминавме и Нимс, и стигнавме на врвот. 7 часот.
неверојатен поглед на симнување од Кадва се искачува Сандро, Мингма, Джина и сите останати, Найла од Пакистан. Бидејќи ние бевме со Ширинг, Ширинг намеда многу брзо темпо и ние се симнувавме, значи 45 минути се симнувавме и се разминавме со Сандро и групата. Сандро на искачување активирал дрон. И за прв пат, ова е Ширинг, и за прв пат имаме слика со дрон од врвот на Кадва. Луѓе има пробано претходно и Сандро има пробувано претходно, меѓутоа активирањето на дрон е многу комплексна работа и на таа хипоксија не секојаш е успешна. Како и да е, почнавме со симнувањето. Симнувањето е многу потешко. Многу потешко од качувањето. Најтешките моменти до сега во животот сум ги имал на спуштањето од Кадва. Некако концентрацијата држеше, поминавме покрај телото на Јоргенсен, Јорген Сигурсон, и при едно спуштање на вертикален мраз, ја самиот се лизнав и се заплеткав во неколку јажења. Тоа беше до неговото тело. Неверојатна енергија ми требаше да се отплеткам од таа мрежа и да го продолжам симнувањето. Можам да замислам низ каква агонија проаѓал кога останал заплеткан. Ако остане заплеткан и нема снага да се отплетка, е готово. La storia е финита. Ова е спуштањето, повторно низ Ботелнек. Ова сум некаде над кампот 4, веќе на безбедно, се сметаме на безбедно, меѓутоа не е безбедно. Не е безбедно. Ова е почетокот на една агонија што ни следува со Black Pyramid, Houses Chimney, многу тежок предел, со многу паѓања на камења. Како и да е, преспавме во кампот 2, во еден од шаторите на експедицијата на Нимс, бидејќи ние немавме шатор на кампот 2, и додевме до базниот камп. Ова е Ширинг. И ние заедно со Мингма. Ова беше едно неверојатно ослободување, неверојатно постигнување. И претходно, јас лично не планирав ништо после К2. Оставив се да видиме како ќе се одвива К2. Меѓутоа, скоро сите експедиции, вклучувајќи експедицијата на Нимс, планираа и Broad Peak. Јас размислував еден ден одмор и ова е мемориалот Гилкис, мемориал во близината на К2. Ова е местото кај што се спомените на многу луѓе што загинале на К2. Многу луѓе загинале на К2, многу енергија, многу меморија. Ова е Сигурн Џонсон. Неговото тело беше на местото под врвот. Многу висок господин бил и ова соочување беше исто многу емотивно. Ова е мемориалот на Бербека. Има еден многу познат филм во моментот на Netflix за Broad Peak, зимско искачување. За жал, Бербека и Ковалски, иако се искачија во зимски услови на Broad Peak, загинаа. И тука е мемориалот на
Атанас Картов од Бугарија, кој што загинал 2021 година, а Сандро го видел како неговото тело лета над него, некаде над 7000 метри кај Блек пирамид. Тоа е доказот на непредвидливоста на животот и нашето непознавање како и зошто се случува. Ова посета на Гилкис стимулира размислување за карма. Кој ќе спомне зборот карма, тој ни асоцира на некој систем на казнување. Меѓутоа, карма не е казнување. Карма е основата на животот. Кармичката енергија и меморија е нешто што имаме во себе и имаме индивидуалната карма, меѓутоа имаме и колективна карма. Тоа е еден систем на меѓусебно испреплетени нешта и енергии за кои што ние немаме образложение и науката нема образложение, бидејќи и основниот закон за релативноста на Ајнштејн ја содржи само едната константа на брзината на светлост. Останатите параметри се прилагодени во просторот и времето. Сите форми се прилагодени во простор и време, единствената константа е светлината. Меѓутоа и самиот Ајнштејн, запрашан да ја образложи на едноставен начин оваа теорија, овој закон, кажал дека и мене се ми беше јасно и едноставно, се додека не се замешаа математичарите. Се замешаа математичарите и направија хаос и сега и мене не ми е ништо јасно. Така да во физиката останува следниот предизвик, а тоа е дефинирање на брзината на духовноста, која што е многу побрза од брзината на светлината. Навраќајќи се на карма, важно е да знаеме дека како индивидуи ја акумулираме таа карма, меѓутоа ја трошиме таа карма. И е многу важно како ќе живееме со нашата животна карма, бидејќи има механизам на празнење на кармичката енергија, а интензивната физичка активност и свесноста не ослободува од кармата, бидејќи можеме да се замислиме како еден меор од сапуница кој што е заштитен од карма. Кога ќе се испразни кармата, кога ќе пукне кармата, се ослободува и нашата празнина. Единствено 5 луѓе од 250 луѓе што бевме на базниот камп К2, на К2, а планираа да додат на Броуд Пик, тргнавме кон Броуд Пик за 2 дена. Ова е Броуд Пик од Конкордија, ова е Броуд Пик од К2. За цело време на искачувањето на К2, очите на Броуд Пик беа кон нас. И сега му пристапуваме на Броуд Пик. Многу сериозен врв. 8051 метар, многу сериозен врв. Меѓутоа, требаше само 30 на минути да одиме по глечерот, за да сватам зошто сите се откажаа. Неверојатна тежина, бидејќи организмот тогаш е веќе во катаболна фаза, фаза на разградба, а ние треба да одиме на уште еднаш да влеземе во зоната на смртта. Бидејќи имаше многу претходни експедиции на Броуд Пик, јажињата беа уништени. Мораше нашите шерпаси за нас да местат нови јажиња и се движевме без јажиња, со привремено фиксирани јажиња, а теренот исклучително предизвикувачки, стрмен
немаше ни едно равно место, со многу рокфолс, многу камења паѓа. И на еден момент, при проаѓање на овој предел, некој викна рокс, и сега гледам према врвот, една огромен камен оди вака. Значи, како оди, јас се помесувам вака, доваѓа, вака. На крај мораше да скокнем и каменот помина, како метак. Скоро полуметар во пречник. Тоа ми е голема благодарност за Ширинг, за механизмот на следење, бејќи треба исклучителна мотивација за следење на овие рокфолс. Ова е погледот кон К2 од Broad Peak. На сами дей прогнозата не се исполни, врнеше снег, длабок снег. Пред нас беше само Кристин Харила, кој што се качи на Broad Peak и ја сретнавме на симнување. А ние наредната ноќ тргнавме. Постоеше голема дилема дали да тргнуваме или не, бидејќи Мингма беше во базниот камп, а со нас беа неговите топ шерпаси. Лично, во тие моменти со толку врнежи свежи на снег и нов длабок снег, лично сметав дека ќе се откажеме. Меѓутоа, не осеќав никаква грижа дека нема да одиме понатаму. Меѓутоа, мама шерпа и останати уште еден лама имавме шерпа, нима беа водачи, го разгазуваа снегот. Имаше неколку млади шерпаси, многу физички спремни, на моменти превземаа, меѓутоа ќе направат само 10 чекори, во длабок секи се откажуваа. А мама и нима беа лидерите. И тоа се двајца лами. Мама е вујко на Мингма, брат на неговата мајка. И беше мој личен шерпа на Broad Peak, за кој што имам неверојатно позитивно искуство. Тој е мама напред, јас сум позади него. Доваѓаме во предел, значи кај што не бевме врзани, а нов снег. Газиме на стрмен терен без јажења, нема фиксни јажења. Фиксните јажења покриени со нов снег. Еден од најголемите ризици. И конечно дојдовме до овој дел во кој што експедицијата на Мингма пред неколку години мислеле дека е вистинскиот врв. Поради лоши услови не го виделе вистинскиот врв и го промашиле. И мора да се вратат наредната година да го искачат. Овој пат го знаеа добро патот и ова е пристапот до вистинскиот врв на Broad Peak. И конечно, некаде во 13:30, траеше многу долго ова искачување. За Broad Peak, тие што планираат да одат треба да знаат дека еден од најдолгите summit days. Значи најдолго искачување, бидејќи голем период се проаѓа на голема височина 7900 и 8000 метри. Една хоризонтала по ваков предел. И ова е снимка од врвот и гледате, тоа веќе се влошува. И ова беше мојот пети врв над 8000 метри, не рачунајќи го искуството на Канченчунга до 8400. Ова е 8051, на Канченчунга бе 8400, меѓутоа тоа не се рачуна. Може би некојаш во некоја друга прилика ќе го повториме. И уште едно, символот на binocular vision, на Imagineable. Со едното око гледаме животот како се движи, а со друго око дека се останува исто. Ова е мама. А ова е Пемба, со него бев на Манаслу, десно, младиот. Неверојатна екипа, најдобар тим на шерпаси, според мене. Спуштањето. Нов предизвик, нова тежина. Времето, гледате, се променува и ги гледате позади, ако може да ги видите горе, и веќе имаме видливост никаква, јажења несигурни. И помошта од мама шерпа за мене беше исклучителна и конечно. Преспавме во кампот 4 и се симнавме во базниот камп. Инаку, за време на оваа експедиција го користевме
кислородот од НИМС, од елит експедицијата, бидејќи они се откажаа и ни створија простор да одиме ние. Ова е трекингот кој што траеше 3 дена, на одење бевме 7 дена, сега на 3 дена го враќавме. Тоа беше посебно за Ганка неверојатен предизвик. Дневно 14 часа одење, зашто доби и посебна награда од Imagine Nepal и останатите, бидејќи сметаа дека нема да може да го издржи тоа, а немаше можност за хеликоптер, бидејќи временските услови беа многу тешки. Сосема накратко за нашата основа. Секој од нас ја содржи информацијата на нашите предци, меѓутоа и на нашите идни генерации во себе. Сите ја имаме таа информација. Сите ја имаме и кармичката меморија, која што е импринт во нашата DNA. И од овој аспект е важно уште еднаш да се потенцира дека науката и религијата се испреплетени. За многу работи науката нема образложение, како што спомнавме interdependence, interconnectedness и за законот на причинско-последична поврзаност. Ние сите знаеме од собствено искуство дека некои работи ни се случуваат кога треба да ни се случат, кога се ги заслужуваме. Меѓутоа, науката никогаш не најде образложение на законот на причина и ефект. Тоа се големи предизвици. Може би никогаш нема да најде одговор. Од друга страна, и религијата е инсуфициентна за многу работи. Од религија е многу важно да ја цениме секоја религија. Бидејќи во секоја религија има суштински многу длабоки пораки кои што се многу слични меѓу религиите. Меѓутоа, оригиналната религија, што ја почнале Кришна во хинду религијата, Буда во будизам, Исус во христијанството, Мохамед во исламот, Махавира, Джейна. Значи, тие луѓе го дале суштинското значење на вистината. Ни го покажале патот кон вистината. За жал, во сегашно време многу религии имат застрането од тој оригинален пат. Меѓутоа, како и да е, мислам дека наша обврска е да се почитуваме сите меѓу себе и да ги почитуваме сите религии, бидејќи не постои повредна или помалку вредна религија. Секој треба да си ја следи својата религија, својот пат и да ги почитува сите останати. Кога сме кај ДНК, овде е концептот на меѓубитие, interbeing. Не можете да кажете дали ова истата личност од генетски аспект е истата личност, не изгледа иста. Значи, од една страна е иста, меѓутоа и не е различна, а изгледа различно. Потенцијалот што го носиме, нашиот генетски потенцијал, го пренесуваме на идните генерации тоа што го имаме и сме го имале претходно. Нашите поколенија се нашиот биолошки континуитет. Но нашите мисли, нашите зборови и нашите дела се нашиот вистински
континуитет кој што одекнува за секогаш во вечноста. За на крај, уште еднаш, подсетување дека сите ја бараме вистината и првиот принцип во животот. Меѓутоа, кога ќе го најдеме, сваќаме дека не можеме да го избегнеме страдањето. Бидејќи страдањето е вистината, страдањето секој го надминува и може да го надмени, треба да знае дека секое страдање го надминуваме, меѓутоа секој треба да го најде сопствениот пат надвор од страдањето и да не се плаши од страдањето. И за на крај, конечно, тишината е најголемата спиритуална димензија. Треба да научиме да ја слушаме тишината, да го научиме законот на тишината, да го слушаме звукот на тишината, бидејќи тишината е прашањето, тишината е одговорот и тишината е конечната вистина. Се надевам дека никој не ја пропушти тишината помеѓу моите зборови. Ви благодарам.